Национално и политичко самоубиство е ако Македонија ги внесе бугарите без да добие гаранции дека во иднина нема да има нови блокади од Софија на патот кон Европската унија. Владата треба да го издржи притисокот и токму сега кога на унијата и е потребно проширување, да опстои на своите цврсти позиции. Бугари во устав, ама со гаранции и реципрочна почит. Според познавачите, гаранции, почитување на меѓународното право и цврст став се клучните предуслови за да се избегне процес што би се одвивал под постојан притисок. Ова е важно затоа што во последно време повторно се поставува прашањето дали и по уставните измени веднаш потоа ќе се започне со преговори како што беше ветено од Брисел или ќе има нова рунда на уцени како што веќе наговестува Бугарија. Барањето на гаранција од унијата дека Бугарија нема да не блокира понатаму според делот на аналитичарите е да се спречи уште една евентуална промена која Македонија би ја сторила за џабе. До сега владата добро се однесува новата власт во однос на ова прашање, ги смени риториката, сега поставува отворено премиерот и министерот поставуваат отворено дека или ќе биде тоа и македонците ќе ги расчистиме позицијата на македонците во Бугарија, или нема промена на уставот, разбирате, значи тоа е изволена позиција, меѓутоа сега фали акција. Паралелно, важно е односите со Бугарија да се градат на рамноправна основа, односно да се води сметка и за правата на македонците таму, а не процесот да се води еднострано. Владата токму на тоа инсистира, со цел да обезбеди фер и одржливо решение, кое ниту допира во идентитетот, ниту пак скратува нечии права. Во меѓувреме, случувањата во Европскиот парламент од страна на бугарските европратеници покажува дека и понатаму постојат обиди за наметнување на дополнителни барања. Веќе има амандмани во кои бугарите барат преговорите да не започнат веднаш по уставните измени. Во тој контекст е вториот протокол каде стојат уставните измени како услов и кој според Бугарија е дел од преговарачкиот процес, но тоа не е јасно наведено во преговарачката рамка. Токму затоа според Никовски, владата бара јасни правила и гаранции за процесот да продолжи да се движи без нови неизвестности. Никаква дозвола нема за потпишување на тој протокол, а во него тој е де факто нов договор, разбирате. Вториот протокол кој треба да биде записник, протокол, разбирате, за околу реализацијата на самиот договор за непријателство, вториот протокол е нов договор со едно чудо нови обврски за Македонија, вклучувајќи промена на уставот. Во вакви околности се погласни се оценките дека не треба да има одстапки без јасни и цврсти гаранции, затоа што она што се виде со амандманите на бугарските пратеници на извештајот на ВАЙЦ се толкува како најава за тоа што може да следува нови барања и дополнителен притисок. Токму затоа, според делот анализите, клучно е процесот да се води внимателно и со јасно поставени услови за да се избегне сценарио во кое секој нареден чекор носи нови обврски.